Директорката на УЈП Сања Лукаревска денес потврди дека е спречена измама од над 160 милиони денари по основ на ДДВ и 19 милиони денари по основ на данок на личен доход. 3 компании и 5 добавувачи со лажни фактури сакале да добијат поврат на данок на додадена вредност и исплати по основ на данок на личен доход. Станува збор за компании кои се регистрирале за трговија со нафта и нафтени деривати, но ниту имале лиценци за оваа дејност, ниту пак бензински пумпи и складишта за чување на нафтата. Издавале и примале фиктивни фактури, а за целата шема, според управата за јавни приходи, се кријат двајца сопственици, од кои едниот извршил промена на полетоците во Централниот регистар. Фирмите имале и исто сметководствено биро. Директорката на управата за јавни приходи Сања Лукаревска на брифинг со новинарите информираше дека шемата е навреме разоткриена, со што нема оштетување на буџетот. Како се креирала спектакуларната и високопрофитна измамничка шема од речиси 3 милиони евра без капка пот и минута труд. Тројца даночни обврзници и 5 добавувачи се обиделе да ги изиграат законите преку промена на назив и седиште на правното лице, како и промена на сопстеничката и управувачката структура, без да имаат пријавени вработени, соодветни лиценци од Регулаторната комисија за енергетика, бензинска пумпа и складишен простор, служејќи се со фиктивни фактури за милионски суми. Заедничко за првиот и третиот случај е што фирмите имале и собственик од Македонија, кој подоцна го сменил презимето, наводно поради фамилиарни причини. Кога УЈП започнало со контроли, започнала и промена на собственичката структура. Фирмите одеднаш добиле газди во Хрватска и во Косово.